Обезбедување здрава и чиста животна средина преку континуирано системско, но и институционално и лично делување е еден од првите реализирани проекти на новата прилепска локална власт. Ветеното е исполнето. На иницијатива на градоначалникот Дејан Продановски под мотото Екомисија твој подпис за природата, денеска во градот под Марковите кули беа собрани десетици тони смет на над 20 градски и приградски локации. На некои од тие сегашни диви депонии за скоро време треба да никнат и големи рекреативни паркови. Еден од најголемите на 30.000 метри квадратни би се најдувал во близина на селото Волково околу вештачката акумулација која што се наоѓа таму, и токму таа беше символиката, прво да исчистиме па да направиме катче за рекреација, а со тоа да дадеме пример дека овие простори околу градов, излетнички места, места за пешачење, за движење, за рекреација треба да бидат чисти и да бидат пријатни кога се движиме низ нив, а паралелно со тоа и она за подигање на свеста. Освен се уште ниската еколошка свест кај некои граѓани, во Прилеп проблем е и недостигот на кадар кој би ги ловел, а следствено на тоа и соодветно би ги санкционирал загадувачите. Ова уште повеќе и зашто ако граѓаните не се фатат на лице место, таквото дело потоа тешко се докажува, велат од секторот за животна средина. Од овие причини, од локалната самоуправа најавуваат поставување и на камери на јавни простори кои ќе бидат таргетирани како потенцијални диви депонии. Еден инспектор е за животна средина, јас имам редовни надзори, вонредни надзори и инцидентни. Одлагањето на отпадот вообичаено се врши во попладневните часови, кога јас не сум на работа, а по Законот за јавна чистота може да постапува и полицијата. Како единка јас не би можела сама да направам многу, а секако дека треба да се изрекуваат казни. Казните за несовесните граѓани се движат од 500 до 1000 евра, а додека за правните лица тие се движат од 9000 до 15000 евра. Во денешната градска генералка беа вклучени преку 1000 граѓани од јавните предпријатија, компаниите, училиштата, невладиниот сектор, како и од администрацијата.